Полицијата го приведе директорот на комунална хигиена Скопје и еден раководител во претпријатието. Во моментов тие се во полициската станица во Автокоманда, таму е и Миомир Серафиновиќ. Миомир, што знаеме досега? Па да, Марија, како што кажа во текот на попладнево, приведен е директорот на комунална хигиена, јавното претпријатие комунална хигиена од Скопје, Сабахадин Рустеми. Заедно со него полицијата го приведе и раководителот на секторот за управување со отпад во јавното претпријатие, во Скопското јавно претпријатие Аки Саити. Тие некаде околу пред 14 часот се преземени, односно уапсени во зградата на комунална хигиена, пошто се префрлени овде во полициската станица Газибаба во Автокоманда. Инаку тие се уапсени во рамки на истрагата предистрагата која отвори јавното обвинителство за несобирањето и непостапувањето со сметот и ѓубрето во главниот град. Таа предистрага е отворена на почетокот на минатата недела и денеска резултираше со приведување на двајца високопозиционирани раководители во јавното претпријатие, нивно носење во полициски станици и отварање на постапка за пишување на кривична пријава. Малку детали пренеси Министерството за внатрешни работи, затоа предлагам да ја слушнеме изјавата од портпаролот на МВР за овој случај. Полициски службеници по наредба на Основното јавно обвинителство Скопје денеска лишија од слобода две лица од раководството на јавното претпријатие комунална хигиена Скопје во врска со сомненија за кривично дело од член 230 од Кривичниот законник. Да, и како што кажа од МВР Рустеми и Саити се осомничени за кривично дело по член 230 од Кривичниот законник, односно за дело загрозување на животна средина и природата со отпадни материи. Казната запретена со овој член од законот, во зависност од одредбата која ќе на крај прецизира обвинителството во рамки на истрагата, се движат од парични казни до максимални затворски казни од 10 години затвор. Обвинителството исто така потврди дека е во тек предистражната постапка за овој случај кој е отворена откако главниот град се наполни со смет. Од извори во истрагата Телма дозна дека полицијата уште во петок планирала да го спроведе крајниот дел од предистрагата, односно приведувањето, меѓутоа се чекале дополнителни документи и заклучоци од управниот одбор, односно оние документи со кои управниот одбор на претпријатието комунална хигиена му наложил на директорот што треба да се преземе во врска со состојбата со несобраниот смет во главниот град. Дополнително, според наши информации, во комунална хигиена се проверувале исто така и документи за јавни набавки за тендери кои се вршени од страна на директорот во мандатот на директорот Рустеми, како и функционирањето, односно остварувањето на оперативните планови за собирање на ѓубре и на смет. Од комунална хигиена за сега нема други подетални информации. Интересно е што во рамки на додека траеше апсењето, односно приведувањето на двајцата раководители на директорот Рустеми и раководителот на секторот за управување со отпад Саити издадоа ново соопштение преку Facebook страницата на јавното претпријатие во кое наведуваат колку ѓубре, колку смет во количина е собрано во текот на минатата недела. Наведено е дека се собрани над 1.600.000 килограми ѓубре во главниот град и дека се направени промени во оперативната процедура, како и промена на определени садови контейнери каде што се собирал отпад. За апсењето за приведувањето на директорот за сега нема информации и нема ниту реакција од град Скопје.